Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода или емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што искрено лично мене ме засега и за која што подолго време си наоѓам начин како да можеби го решам тој проблем, а тоа е брзото јадење. И не знам зошто е тоа така и зошто претпоставувам и многу луѓе, дали можеби и вие конкретно или можеби луѓе во ваше обкружување, сигурно го имаат тој проблем. Да, можеби кога ќе дојде оброкот, да као да нема друг ден и као да нема друг оброк и се јаде до крај, додека не може ни здив да се земе. Искрено си имам фатено во такви ситуации и многу често и нормално и Тања ми скренала внимание затоа што едноставно не изгледа добро од страна, но понекогаш знаете не интересира како изгледа од страна, туку дека што има тоа врска и си наоѓаме најразлични оправдувања, но не е толку важно и на крај на денот како изгледа од страна, туку што тоа брзо јадење нас всушност ни прави. Секој од нас е свесен дека брзото јадење пред се му отежнува на желудникот работа, второ најчесто кога брзо јадеме знаеме да се прејадеме затоа што ќе подоцна малку треба да стигне сигнал до мозокот дека ние сме заситени, а со тоа ќе внесеме повеќе калории и секој од нас веќе ги знае тие последици со повеќето калории. И искрено имам неколку имам читано и наоѓано начини како можеби да си помогнам во тој дел и она од што јас имам гледано можеби и прочитано некои техники се не знам дека да седнеме пред огледало да јадеме, што за мене тоа тотален фейл, не ми се допаѓа. Друга техника која што имам прочитано и најдено е дека можеби секоја залче прво да го мириснеш, па да го допреш до усните, па да го изедеш, што повторно тотално не ми се допаѓа и мислам дека доколку тоа би го правел, не знам, во ресторан и во некакво обкружување ќе ми дадат едноставно дијагноза затоа што да јадеш пред огледало или да мирисаш, да допираш па да јадеш е малку премногу. Од друга страна, можеби имам и прочитано уште некоја техника, но она што јас за себе можеби си го имам прифатено и што ми дава резултати се три работи кои што можеби вас ќе ви помогнат. Првата од нив е да јадете на рати. И тоа што јас го имам забележано е дека секогаш можеби кога сум на некаква прослава, дали е тоа свадба или било каква прослава каде што има протокол на носење на храната, од типот дека има салата, па има предјадење, па има главно јадење, никогаш не сум се преал. Затоа што тој протокол и тоа можеби побавно стигнување на храната дозволува да стигне сигнал до мозокот, дозволува да се заситите во одреден дел и да можеби не се испрејадете кога ќе стигнат главните јадења и главниот оброк или порција која што ви следува. Вториот начин кој што за мене искрено помогнал е дека јадење во добра атмосфера. Што тоа значи? Кога можеби јадам, зборувам за јадење можеби надвор, таа атмосфера може да ја направите дома, кога можеби јадам во некаков ресторан кај што атмосферата е малку поотмена, кај што има малку побавна музика, постишена музика, сето тоа и мене ми предизвикува да побавно реагирам, ги правам работите, да си дозволам да можеби поразговарам со личности или луѓето со кои што сум на масата и сето тоа ми придонесува да јадам побавно. Тоа е втората техника. И третата техника која што можеби е најсурова е да храната секогаш ја јадете жешка, односно веднаш откако ја извадена, затоа што кога храната е жешка, повторно се одзема време во конзумација, тоа значи дека прво треба да ја дувам, па да чекам, па да не се изгорам, да пазам и така натаму, и ми помогнало тоа да малку побавно јадам и на крај крајева повторно на секој од нас е свесноста, затоа што без разлика дали овие техники или можеби некои други техники ќе се користат, важно е да почнат да се користат и да е важно да никогаш не правите нешто затоа што некој ве гледа и затоа што е срамота или како изгледа од страна, туку исклучиво да ги правите нештата затоа што на вас лично ќе ви помогнат и ќе ви направат подобро чувство, подобро здравје, подобар можеби изглед и општо добра состојба. Така да за оваа тема денеска завршувам. Ви заблагодарувам за вниманието. Ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!